Сериозна закана за Европа е новиот мигрантски бран. Лидерите на поголем дел од земјите членки на Унијата предупредуваат дека мигрантите се злоупотребуваат за да се направи притисок на Европската Унија. Австријскиот канцелар Себастијан Курц како главен виновник го посочи турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган. Канцеларот смета дека Ердоган свесно ја организирал акцијата со бегалците, на кој им ставил на располагање автобуси. Турција им давала лажни информации со што се правел притисок на границата кон Грција. Премиерот на Унгарија Виктор Орбан предупредува дека ова е организирана инвазија на Европа. 95% од мигрантите се воено способни мажи, истакна Орбан, а така наречените хуманитарни невладини организации кои ги поддржуваат делуваат како групи за трговија со луѓе. Овие организации имаат значително финансирање и значителни логистички способности, додаде премиерот на Унгарија. Ситуацијата со мигрантскиот бран од час во час се комплицира, дополнително откако турскиот претседател вчера потврди дека одбил милиарда евра помош од Европа за да ги прифати мигрантите во Турција. Изминативе денови илјадници луѓе навалија на границата кон Грција и многу веројатно е повторно преку Македонија, Србија да се излеат во Европа. Од 10 до 15 пати е зголемено присуството на македонската полиција и армија на јужната граница, иако до овој момент според надлежните на котата 59 е мирно. Шефот на државата Стево Пендаровски вели дека нема никаква назнака во наредниве денови кон територијата на Македонија да дојде до голем прилив на мигранти, но будноста е на високо ниво. Ако можевме со највисоки оценки да го завршиме менаџментот на кризата 2015-16 со тој транзит од над 1.300.000 луѓе преку нашата територија, сега не дај Боже да дојде таква ситуација, меѓутоа ние сме подготвени и повторувам, тоа не можеме да го направиме сами, освен со одлична соработка со партнерските држави, во рамките на НАТО алијансата и се разбира со нашиот сосед Грција. Фронтекс од пред неколку дена го зголеми своето присуство на границите, но во Брисел постојат планови и дополнително да се зголеми ако има потреба. А каква е состојбата на грчко-турската граница денеска се увери врвот на Европската Унија. Брисел најави помош од 700 милиони евра за Грција во финансии и техничка опрема за полесно справување со мигрантите.